Тоа стана дописник на македонската телевизија од Битола, значи си заслужија со тој протест против тогашната власт, а потоа се некако како да се смири, како да се сплати. Значи, сакам да кажам дека според гледачите не знам. Тоа малку оправдување ме збуни, но значи вака, јас нарочно себе се потурам како пример, доколку некој ми понуди да работам нешто што е поштено и што е јавно, зашто треба да ми плати хонорар, зошто да не? Не гледам. Значи, попладне во моето слободно време. Но јас како Зоран Иванов, ако утре пишувам тема, анализа, коментар за владата, ако гледам дека греши, ако направила лош закон за, не знам, работни односи или лош закон за стечајците, мое е да го тоа напишам. А вие, ако ме ангажирате за вашата агенција за пиар, за односи со јавноста, барате да дам мислење како треба некој министер да излезе во јавност и да се представи, јас ќе ви кажам. Но тоа не значи дека јас утре на пресконференција нема да му поставам прашање на министерот од кој малку ќе се препоти. Значи прашање колку сме професионалци. Тие луѓе за некој знам дека работеле, биле ангажирани, односно за конкретен проект. За некој знам дека ги пишуваја, а не бе ангажирани. Например, Виолета Цветковска, сигурно знам дека не била ангажирана, работеше во вечер тогаш. Не сум многу упатен, но ете тоа е мојот став. Значи мислам дека и вие имате право да работите за некоја пиар агенција во Битола, да бидете принципиелен и објективен новинар овде. Не заради тоа што таму ги примате парите. Таму ќе си дадете одговор и отчет на тој работодавец што е ангажирал, а овде на вашиот главен уредник. Јас така гледам на работите. Добро. Две кратки прашања и ќе привршуваме. А сега да прашам за изборниот молк. Во некои држави го нема. Не постои изборен молк пред изборите, нели кај нас од како е, од петокот, значи саботата, неделата, гласањето, денот на гласањето, тие часа не сме да се зборува ништо во врска со изборите, нели после 20 часот таму по затварањето на гласачките кутии. Колку е потребно тоа? Колку можат медиумите тука да им наштедат на партиите, од што се плашат во тој изборен молк? Што се случува? Или да им направат. Или да им направат услуга или контрауслуга. Не знам, шено, за мене е многу смешна таа работа. Искрено да ја кажам. Пред 2 години беа локалните избори. Ние во МИА објавивме изјава на екс-председателот Глигоров. Така. Даде некоја оценка дека еве гласам, изборите се мирни и така натаму, и ние тоа го објавивме, дежурните уредници го ставила на сајтот на МИА. И се јавија од тие наблюдувачи и ОПСЕ, кој беа таму, овие наши оствари, не знам, МОСТ, демек сме го прекршиле Совет за радиодифузија. Така. Што не сме ни електронски медиум, ние по вокација припаѓаме кај, иако имаме фоносервис кај печатените медиуми, сме го прекршиле молкот, нели? И ќе не ставаат на ова. Абре, луѓе Божи, викам. Прво, човекот ништо не зборува, гласајте за овие или не гласајте за овие, или так. Добро се организирани или лошо се избори. Он вика, излегов во дома, гласав, ова за мене е свечен чин, секој човек, граѓанска, така натаму. И сега е смешно, сите медиуми молчат, еве Мија го објави, ние ќе го пуштиме, вика Мија како што објави. Нели сега се покријат, кога е нешто густо, знаат со Мија да се покријат. Значи мислам дека е смешно и дека нема потреба од молк. Јас на почетокот ние така и го почнавме разговорот, со оваа моја констатација останувам дека нашите читатели, слушатели, гледачи не се неуки, знаат да направат разлика. Ако некој е убеден во нешто, за тоа што ќе објави некоја телевизија, затоа што некој од таму што гласал кажал нешто или затоа што вика пред гласачкото место, мислам дека контрпродуктивно ќе биде кај луѓето. Ние без оглед на многу инциденти што се случија, мислам дека нашите луѓе се пристојни, домаќини, цивилизирани. Мислам дека нема никакво влијание молкот. И мислам дека така, нонсенси. Така, ќе завршиме со предизборниот. Може би е добро малку така? Да се здивне од да се сите заедно да се одмориме од пропагандните машинерии на политичките партии, нели човек да рече да преспие, но не заради тоа за да му се разбистри умот за кого ќе гласа. Знае тој за кого ќе гласа, нели? Така. Или за кого не сака да гласа. Така, или кого ќе го казни, кого ќе го награди, затоа што нели кај нас најчесто ги казнуваме лошите, затоа што не знаеме кои се подобри. Многу често една програма гледаме на изборите, сосема друго се случува во наредните 4 години. Нема програми, вие добро рековте, собственик на телевизија и лидер на партија, која е лева партија, а
е капиталиста и е пола Така. Македонија негова, значи е класичен десничар. Значи кај нас се измешано. Со банки, со фудбалски клуб, со стадиони, 300 чуда. Нема правила. И едноградче. Не може многу да се верува на програмите. Луѓето мислам дека точно знаат која партија го има оној политички капацитет да ги вози овие реформи помалку или повеќе успешни и дека таа политичка опција или таа политичка коалиција и нови избори ќе ја добие довербата од граѓаните. Мислам дека ова пропагандната машинерија не е толку моќна. Мислам дека знаат луѓето како вели Љупчо Георгиевски да направат разлика, нели? Мислам дека навистина знаат да направат разлика. Но ќе видиме. Сите имаме право и на грешки. Така, сакав да привршиме со ова таа македонска поговорка, дали е македонска точно не знам, но се употребува во семејството од двете зла одбери го помалото. Ако веќе гледа дека оваа или онаја опција, едната и другата е ваква или онаква чини или не чини, тогаш од двете зла да го одбереме помалото. Так. Ние новинарите добивме предизборен поклон од актуелната власт, се укина еден член од еден закон кој што дозволуваше новинар да лежи затвор за јавно изречен збор. Нели таа затворска казна се укина пред извесен период. Дали тоа можеме да го сватиме како предизборна честитка, како предизборно додворување од страна на владата? Па сега ќе речете, сега ти набиеш за оваа власт, затоа така цениш. Ово е процес. Па добро, човек кој бил портпарол во времето на не е проблем и да речат, нели? Не бегам. Така. Не бегам од тоа. Сите чекори што сум ги правил за себе и од свој ризик. Така, и стоите на своите ставови, тоа го ценам, кај луѓето кои што имаат свој став и велам времето ќе покаже. Нели? Времето си покажува кој колку умее, колку што направил за оваа држава. Така. Например, секој си има своје CV, нели? Јас сум моето, така, кого интересира можам да му раскажам. Така. Значи, тоа е процес не е од сега, па за избориве. Значи, тој е процес 3 години. Јас знам во Охрид само на 2 тркалезни маси во организација на разни меѓународни институции. Сдруженијето на новинарите неколку тркалезни маси. Значи, тој е процес кој отпорано е. Со имплементацијата наша во Европската Унија, нели, се приближуваме на некој начин и со измени во кривичниот закон. Значи, тоа се дава слобода на новинарите. Ако погрешиш и ме тужиш, ако имам пари ќе платам, ако немам тогаш ќе дам во затвор, нели? Но за тој тип на навреда, на клевета, ако кажеш за политичар дека е лопов да те тужи за тоа и да одиш во затвор, и ако немаш докази не може, значи. Так. Тоа е таа декриминализација и тоа е по примерот на светот. Ако не го донесеш оваа влада, ќе го донесеше по изборите на редната влада, тоа се од агендата на некои мерки што нели не водат кон Европа. Дали е предизборен маркетинг? Ја мислам дека не е од проста причина што процесот е премногу долг. Ќе промашеш оваа влада ако го има финалето, нели? Сега топка седи на пенал ова точката да не шутира. Ако е тоа. Иако мислам дека не влијае тоа многу кај новинарите од тој тип еве што направи владата за нас, па сега ние ќе пишуваме добро за неа. Малку ми е смешно тоа, не знам. Ајде да завршиме со изборите, на крајот веќе го оставаме новинарството настрана, како што и изминатата емисија му реков на ќе ми дозволите мене 30 секунди за новинарството сепак нешто да кажам на крај, а после вас ќе ви останам како телевизија Орбис во наредните денови ако сакате и да ме коментирате, не? Нема проблем. Нема проблем. Со господинот Тиджет Мемети на крајот од разговорот кога завршивме се за човекови права и така натаму негова работа, му велам вака, ајде на крајот малку да побистриме политика, тоа побитолски така се вели, седиме некаде во кафејана, нели пиеме кафе, немаме кафе пред нас, ќе се напиеме кафе малку подоцна, пиеме кафе и вода и сега бистриме политика и прашањето кое што најчесто се поставува со тоа прашање, со таа тема ќе завршиме, е дека овој пат не смееме да ја утнеме работата на изборите, не смееме ниту да помислиме на нерегуларности, не смееме да помислиме на семејно гласање, на полнење гласачки кутии, кршење гласачки кутии, влегување со оружје и така натаму, затоа што секогаш сме биле под мониторинг, ама овој пат ќе бидеме под силен мониторинг и овој пат зависи тој кандидатски статус на Република Македонија, тоест датум за почеток на преговори. Хајде, во неколку минути за крај да го слушнеме вашата предпоставка како ќе изгледаат овие избори. Мислам дека ќе бидат мирни. Тоа фер демократски, не знам точно што значи, но мислам дека ќе бидат мирни и регуларни. Значи, мирни без тепачки инциденти, без пукање, регуларни, но се плашам. Покрај толку наблюдувачи, толку посматрачи, толков мониторинг од странство,
некој нарочно нешто да ни намести за да рече што да ви правам толку ве предама, вие вас не ве бива. Так. Второ, не може владата да се таа не ги организира изборите. Ги организира изборите Државна изборна комисија. Така. Опозицијата бараше своји представници партиски таму од незини, да речеме, разбирливи. Го има и председател од сега. Значи, сакам да кажам, значи, одборите се составени од државна администрација и од посматрачи на власта и на опозиција, значи партиски. Тие исто така носат одговорноста, но најмногу носат штабовите на политичките партии. Каков диктат тие ќе пуштат по своето членство да прават или да не прават инциденти, а тие се организатори. Значи, не само партиите на власт и партиите на опозиција, утре тие може ќе бидат власт, па ќе носат одговорноста за тоа што го направиле или не го направиле, да ги смират страстите на своето членство или да не го смират. Јас бев пред 4 години на парламентарните избори во Германија, имав таа среќа меѓу 700 новинари од светот да бидам гостин на германската влада. И излезноста таму беше преку 87%. Еден лош ден, еден ситен доседен дожд, во градинки и во училишта се гласаше, купови ливчиња за гласање. Прашуваме дали може да земеме едно, да, зашто да не, нели? Го прешкртува само ливчето и има го. Значи, има повеќе ливчиња, но таму секој доаѓа со покана, гласа, ни инциденти, ни глас. За нив е тоа немаат ни увеламби, нели, за проверка. Најголемото изненадување беше така. Кога значи пред овие избори, кај што изгуби Шредер, тогаш Шојбер беше, па прогласи 2 пати победа во 9 часот навечер и во 11 навечер дека е победник. Во 24 изреде Шредер рече за 0,07%, за 0,7%, значи опозицијата ги загуби изборите. Благодарејќи, не знам, таму на зелените кои во некоја покрајна довели уште нешто. Немаше ни реакции, сите веруваат на таа државна администрација. Никој не смееше да рече дека како за 0,7%, нели, 2 пати прогласува опозиција избори, на кај власта за 0,7% добива избори, велам ова кај нас да беше, ќе беше пукање по колј. Така да мислам дека неке можат да ги мотивираат граѓаните за да прават нереди. Тука и таму по некој партиски војник можеби нешто ќе направи организирано или инцидентно, но тие што треба да ни ги отворат вратите за Европска унија, се плашам да не направат нешто малку. Сега ќе ме слуша некој од дипломатија, имам, нели, Битола е конзулски град, ке рече, па заради вие новинарите не ни верувате, нели. Јас сепак мислам дека ќе бидат фер демократски и ќе им докажеме на Европа дека можеме конечно. Граѓаните тоа го заслужуваат, малку демагошки ова звучи како политичар. Ете, тоа е, се надевам дека медиумите ќе дадат голем придонес во тоа, но не со коментари како што пред некој ден имаше на телевизија Орбис, како што моите драги пријатели во Битола, имам многу пријатели од, а и тој колега мој исто така ми е добар пријател и другар. Не може на електронски медиум да се пишуваат коментари со ставови, се прават анализи. Но тоа не е весник, затоа што весник одиш на киоск, го купуваш или не го купуваш, го читаш ти или го носиш дома, нели? А кога преку телевизија или радио нешто се емитува, тогаш без волјата на домаќините влегува во нивните домови, кај децата и кај родителите. И сега замислете, ќерка ми слуша и вика, ама бе тато, што си направил тоа? Не ми среќа што не се емитува можеби во Скопје. Ако имате сателитска, можете да не гледате. Да, со задоволство. Значи сакам да кажам дека има некои стандарди за печатено новинарство. Јас сум тоа новинарите да имаат свој став и да го изнесат, но се знае како тоа се прави на електронски медиум, како се прави на Добро, сепак секој медиум си има своја редувачка политика и си има свој начин на работа. Затоа прв пат кога бев поканет, нели, да дојдам во вашата телевизија, уште еднаш многу ви благодарам на поканата и на времето. Прашав дали е дебатна емисија, зашто во телевизија па дебатна емисија држи затоа што може да се полемизира со ставови. А вака еднонасочно кога се изнесува, тоа е веќе оној тип на пропаганда од она времето на монизмот. Но добро, сите учиме, се менуваме и така. Добро, се надевам дека пријатно ви беше во изминатите час. Многу пријатно. Јас имам денови и ноќи поминато во Битола на стариот спортски аеродром, па на Логоварди овде, на новиот, нели, веќе е стар. Така заедно сте летале со вашиот коментатор, да, тој беше и верувам уште врвен спортски едриличар. Знам дека
постарите падобранци, ја повеќе со падобранството, велеа дека има рака, нели? Господ дал рака за летање. Так, убави спомени ме врзуваат и со него. И ние сме така пријатели, иако политички, во анализите политички не се разбираме секогаш, но тоа е демократија, нели? Так. Добро, јас ви благодарам што бевте наш вечерашен гостин. Ни беше навистина чест и задоволство што бевте вечерва со нас. Се надевам дека и нашите гледачи во Македонија и во диаспората ужива оваа вечер. Јас ви благодарам на поканата и особено ви благодарам што вие бевте премногу љубезен со мене. Очекував да бидете вака подинамичен, по груп, но вие сте новинар како што секој редакција ќе посака да има, бидејќи знаете да го држите професионалното ниво. Благодарам уште еднаш. Благодарам на комплиментот. За мене посебно е од голема важност што доаѓа од еден колега кој што е веќе, како што кажавте, 30 години во новинарството. Да. Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин беше господинот Зоран Иванов, директор и главен уредник на Македонската информативна агенција МИА. Тука е и крајот на денешниот ТВ објектив. Се гледаме наредниот вторник во 20 часот. Останете и понатаму со програмите на телевизија Орбис.